Советот на Европската Унија во текот на оваа година не одлучува само за одложување на процесот на проширување, туку и во два други наврати се одлагаат внатрешни работи кои што се од исклучително значење за Унијата, како што е завршувањето на британското излегување од Унијата или Брекзит или почетокот на новата комисија. Во тој контекст го разговаравме исто и одложувањето на почетокот на преговорите со нашите колеги либералите од целиот европски континент. Она што беше многу важно е да се разјасни дека либералите едногласно поддржуваат веднаш започнување на преговори за членство на Република Северна Македонија во Европската Унија. Тоа беше потврдено и со едногласно усвоената резолуција во која што се потсетува ставот на европските либерали дека до крајот на оваа година треба да се одржи првата меѓувладина конференција за почеток на преговорите за полноправно членство на нашата земја во Унијата. Тоа беше потврдено и во самиот текст. Она што е исто така многу важно е дека во самиот текст се потврдува дека секоја земја мора индивидуално да биде оценувана согласно своите успеси и согласно својот напредок. А за нашата земја беше истакнато дека ги има исполнето сите очекувања кои што беа предвидени и дека нема никакви изговори зошто повторно би се одлагал датумот за почеток на преговори. При тоа беше потсетено и од наша страна и од страна на нашите колеги дека не би било изненадување доколку има раздвојување на одредени земји, затоа што реалноста во Европската Унија го налага тоа. Во 2008 година процесот на проширувањето на НАТО не застана. Албанија и Хрватска беа примени во НАТО, Македонија беше оставена да почека до 2019 година за сопствен прием. На истиот принцип, Македонија, ако е веќе подготвена и нема пречки, би требала да ги започне преговорите, секако давајќи целосна поддршка Албанија во најкосможен рок да ги заврши тие домашни задачи кои што треба да ги заврши и исто и Албанија да ги започне преговорите. Во наш интерес е. Во интерес е на сите, целиот регион да се движи понатаму побрзо. Она што беше констатирано е дека методологијата за приближување, односно за членување во Европската Унија, да, навистина, треба да се менува. И тука од наша страна беше истакнато дека ние очекуваме дека тие преговори нема само да бидат технички, туку дека и самиот принцип, односно методологијата ќе предвидува веднаш штом одредени поглави се затвараат, Македонија да има директен пристап до сите фондови на Европската Унија како да сме членки на Унијата. Значи мораме да го искористиме овој период да бидеме активни. Не само да очекуваме од земјите членки на Европската Унија до наредниот совет да кажат кој е нивното мислење, ние мораме да го кажеме нашето мислење. Нашето мислење е не само пристапни фондови, нашето мислење во тие области во кои што сме подготвени, веднаш да добиеме целосен пристап до фондовите на Европската Унија. И за тоа добивме поддршка од нашите партнери. Мора да се истакне дека вестите кои што беа кај нас проширени дека на пример Холандија или Данска се противеле за почеток на преговори за членство на нашата земја во Унијата се неточни. Од страна на партиите кои што се главни во Холандија и во Данска беше истакната недвосмислена поддршка за нашата земја. Македонија припаѓа на европското семејство и мора да ги започне преговорите. Веднаш заклучокот на резолуцијата е дека тоа веќе мора да биде на првиот нареден самит во декември. Имате ли да се промени ставот на Макрон со декларацијата? Колку може да се влијати? Нашата цел е да се упати јасна порака дека либералите недвосмислено стојат зад веднаш започнување на преговорите. Тоа може би и не било доволно јасно од страна на нашите коалициони партнери во Европскиот парламент, односно од страна на групата на Републиката во движење, на претседателот Макрон. Се надеваме дека во наредниот период ќе успееме да влијаеме, затоа беше поднесена резолуцијата токму од нашите пријатели во Европскиот парламент, за да се убеди, за да се истакне дека секоја земја мора да биде проценета според индивидуалниот успех. Успехот на нашата земја е недвосмислен.